Поклоничката група од земјава, која за Великден престојуваше во Светата земја, го исполни дадениот завет и од Ерусалим во Македонија ги донесе двата големи крста, кои го поминаа патот на Христовите страданија на Велики петок и беа осветени на гробот на Господ Исус Христос. Во моментов присутни сме на божествената литургија во храмот на Свети Великомаченик Димитрije Мироточив во населбата Варош во Прилеп. Намерата ни беше првиот крст да го дадеме и предадеме на свештенството на овој велелепен храм кој датира од крајот на 13 век, каде што во минатото Крали Марко и неговиот татко Волкашин тука и се венчале. Има своја длабока и духовна и историска вредност. Слава ти Боже. Да се раздвижи водата, зашто од време на време во бањата слегуваше ангел Господови и раздвижуваше водата. И кој парче влезеше по раздвижувањето на водата, оздравуваше од каква и да било болест да боледуваше. Но, драги христијани, во таа бања Витезда, освен што имало многу болни, имало еден патен човек кој бил болен цели 38 години. Не биле 38 часа, не биле 38 дена или месеци, туку биле 38 години. Но фатениот човек никогаш не се откажал од верата во Христа Бога, живеел во сите 38 години со надеж дека Бог ќе го исцели. Кога луѓето одговорил да, Господи, тогаш Христос прави чудо и му вели стани, земи ја постелата своја. Патениот човек оздравува во тој момент, драги христијани, ја зема постелката своја и почна да оди. Христос потоа го сретнува повторно во храмот и му вели оди, здрав си сега и повеќе не греш, да ја очистиме нашата душа од гревовите. Ако е болна нашата душа, тогаш болно ќе биде и тело. Гревот во тогаш човекот, ако не ја прија светата тајна приче, ако се исповеда. Колоната верници, околу 100 на број, полека се опатува кај манастирот Зрце. Слава ти Боже и таму да го однесеме нашиот крст. Тука сме на првата порта пред манастирот. Еве го видикот кон него. Црчарењето на птиците, зеленилото прекрасно околу нас. Целото обкружување е преубаво. Слава ти Боже. После радосното предавање на првиот осветен крст во храмот на Свети Великомаченик Димитрije во Варош, групата поклоници се упати кон манастирот Зрце. Тука беше топло примено од братството на манастирот, но тие изразија желба по типикот на манастирот да не влезат во ниеден кадар на фотографија или снимка. Ние тоа го испочитувавме. Но во литиното движење се чувствуваше желба на секој верник да го допре крстот, како да сака секој да внесе дел во него. И со голема радост ја одевме патеката до храмот на манастирот Зрце, каде што беше и пречекот во многу голема свеченост, блескавост, воскресна радост. Ние бевме една група која што отидовме на поклоничко патување во Јерусалим, да се помолиме на гробот на Исус Христос, на плочата на гробот на Голготата.
да го почувствуваме тој благодат што бе го чувствувале и порано, кога сме оделе по овие свети места. Меѓутоа, ми се чини врвот и кулминацијата на енергетското доживување можеше таму да се почувствува. Баш што се однесува до мене, јас тоа го почувствував таа благодат и таа убавина и нека биде тоа сето што моето доживување, нека се пренесе, сигурно и од групата сите тоа го почувствуваа, на сите луѓе кои што не присуствуваа на тоа патување. Благодетта и убавината, среќа, радост, да влезе во нивните домови, да го слават и чествуваат името Христово и да се надеваат единствено во она што не виделе, веруваат, тоа е во Исус Христос. Нека го краси овој храм, го знам многу одамна, уште многу одамна, кога уште не беше актуелен, а сега посебно ми е чест и мило што сум тука, на ова место и да го претатам овој крст за поклонение на сите верници кои што ќе дојдат за здравие и спасение. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Убавим и напад! Еве ги нашите поклоници во манастирот Зрзе, во гостопримната, каде што монасите ни припремија топло чајче, благичко и сите верници си донесоа по нешто од храна, благичко, соленко. И ние си ова нарекуваме трпеза на љубовта. Сестра Слободанче и сестра Зоре вапцеле и јајца, црвени јајца, и тие се дел од трпезата. Така, сестричка? Да, директно на CNN идете, така е. Цел свет, не само Македонија, цел свет да види оваа љубов. Македонска и се македонска. Така е. Да.